Еве го неправниот објект изграден. Снимај слободно. Без правда и мирен сон, оставена Тодорка Мицеска од општина Карбинци. Вели дека веќе 5 години таа има проблем со својот сосед, кој неговата куќа ја прилепил сосема до незината и направил гостителски објект. Земне телевизија истакна дека скарата ја направил веднаш до незиниот зид. Па од тогаш покрај што таа нема мирен сон, таа веќе има и материјални штети. Бара надлежните да се вклучат со целта и незиното семејство можат око да склопат. Залепиме се за мојата собствена куќа од татко ми. Јас у Италија бев на работа. Значи ме наговори Тодорка, потпиши му, он ќе се града у негово место. Они, господине, со таа моја потпис изјава, ја заупотребија и ми се залепија за мојот зид од татко ми. Значи не можеме да спиеме вечериња до 4 сата музика, пијаници, кафана. Ја не знам, не сум запознана со законите, колку е дозволено да се оддалечат од куќите за кафана да се праве. Денеска, еве, пред пола сат, ќе го напомнам градоначалникот, мада не заслужува градоначалник да го кажувам, Виктор Паунов и Весна Зенделова дојдеа и мене ми вика градоначалникот Виктор Паунов дека јас сум била шекната. А мада јас немам никаков документ дека сум шекната. Ја би рекла да земе од штипскиот градоначалник малку од културата. Бидејќи таа немала никаков спас, решила сама да се справува како знае и умее. Отворила прозор на истиот зид, па сега како што вели барем нема чат и саѓи од скарата, која создала поголема штета во незината соба. Го отвори ја собствениот џам, пошто за да ги спречам да ми се одделат и да не ме печат скара на мојот зид. Ми се појави лочка, јас мораше да лепам под тапети пред се. Значи, дојдеа ми гости, прави матурска на мојот син. Значи, дојдеа ми вика Тодорка, шо ми рише, викам од комшијата скара. Вика, оште малку ќе ти влезе во собата. И беше изјавувал дека ќе ме затворат, дека ќе му бијат. Мицеска вели дека ваквата ситуација не е во ред, бидејќи како што таа знае, законот е обратно од делата на незиниот сосед. Работев у Штип, јавува ми се на телефонски, вика, Тодорка вика, затворите го џаму, вика, јас ќе го решам проблемот. И јас му реков, Виктор, значи ти, припиши ми ја твојата куќа од Таринци, и јас ќе се откажам од мојата собствена куќа. И он вика, зашо така? А кој си ти па да се мешаш тука, у моја собствена куќа? И денеска дојдеа, јас само рече, извинете, Виктор, пошто не заслужува градоначалник да го викам, Виктор, значи не смеете да влезете, да гледате во мојот двор, нити случајот додека не дојде телевизија, сакам во да биде снимано. Исто, кај комшиката, дојде едно возило, гости, не знам, не ме интересира кој се. Значи јас му рече, Виктор, искарај ја колата да си влезат луѓето културно педантно. И он ја искара колата, кога дојдеа телевизиите, Виктор Паунов и Весна Зенделова избегаа. Значи јас имам документи, имам и лаборат, имам и скица, имам и вештачење, значи дека е моје местото. Позади куќата, господине, јас имам 1 метро и од тука имам 1 метро. На мојот зид се залепи, и се праве газда на моја собствена куќа. Од 1 декември сум дојдела од Словенија. Значи, од 1 декември 2 пати ми вика полиција и ме тресе и ме вознемирува. Зошто немам поима? Во согласно со ситуацијата, Емнет телевизија се обрати кон градоначалникот на општината Виктор Паунов, кој до емитувањето на дневникот не одговори на нашите повици и испратени пореки.